А нема маж кој во моменти, бидејќи мажот е посилен физички, да не и удрил една шлаканица. Сега ние сакаме ние да оправиме мажите тоа, ама сме физички појаки, пошто жените они идат кај нас, ние не одиме кај нив. Зависи. Оти ретко се случува да одиш домазен. Да. Па тој не е маж што не удри една шлаканица на жената ако не седи мирна. А насилник се вика пијаница, ненормален и ред работи. Затоа жените нека не се плашат, ако ние не и сакаме, нема ни да се жениме за нив. Немој многу да и галите оти жена, ако крене глава и ќе те отруе во јадењето, ќе ти стави отров и ај се здраве. Има и такви, а? Ајде, пријатно. Пријатно. И намерно се форсираат правата на жената за сметка на мажот, тоест на таткото, за да се створи анархија во семејството. Едноставно мајката сега може да оди било каде, било кој време да излегува со било кого да оди и не смееш да прашаш кај оди. Може и дома да си го донесе мажот, со 20-тројца мажи да биде и да не сме за тоа што било слобода на незино право било тоа. Порано, у мојата генерација која беше, и жениве, и да удриш, и да скараш, трпеа. Беа, така речено, страмливи, почитувани од родители, од се. Сегашната младина сега командуваат младината, на машките и командуваат, жените командуваат, а машките се подклекнати. И ако се разготи, ако се напие, еде шамар да пресне, бега она, го растура бракот. И станува проститутка. Има рачун. Парике, печали баш не му треба, деца не треба, сега денеска е така.